Добар ден на сите, почитувана амбасадорка Улман, почитувана подпредседателка Грковска, колеги, панелисти, колеги и соборци од секторот. Драго ми е што не поканија мене лично да се обратам на оваа еден од завршните настани на оваа фаза на Civica Mobilitas. Оваа година завршува за нас третата спрема швајцарската амбасада, петата фаза веќе на Civica Mobilitas од 2009 трае оваа програма и ќе продолжи уште една фаза од 2026, така да е еден од најголемите придонеси во државата за развој на граѓанското општество со повеќе од 20 милиони франци во овој период инвестирани. И драго ми е што можам на оваа што, како што кажа Петрит, едно од главните за мене проблематични теми, поларизацијата во општеството, да кажам нешто и од своето искуство и од искуството на МЦМС и на програмата Civica Mobilitas. Пред поларизацијава на партиите само ме заинтригира споменувањето на транзицијата и би сакал со тоа да почнам, бидејќи нели Петрит констатира се уште сме во транзиција. Јас мислев символично завршивме транзицијата кога отворивме новиот аеродром и го завршивме проклетиот стадион, нели имаше една трибина само која направивме една заокружена целина, викам готова за транзицијава барем заврши. Но не е така ама исто не треба многу да се секираме за тоа, бидејќи покрај 30 кусур години независност се уште сме млада демократија. И тука секогаш ми паѓа на памет вицот за англиската трева, не знам дали го знаат сите или не. Македонец сакал да има нели англиска трева, ливада со многу трева и прашал англичанец како се прави тоа. Тука ништо, ќе земаш семе од Англија, ќе го посадиш, ќе го полеваш, ќе го косиш редовно, тоа е тоа. И направил така македонецот 3-4 месеца. Не е требава така, го прашува, вика, све направив кој што рече, вика, купи семе, да. Го посади, вика, да. Го поливаш секој ден, го косиш еднаш неделно, да. Па сега 200 години, така и ќе биде како наша. И така и со демократијата и со транзицијата, и 30 години не се доволно за некои работи да си фатат свој тек како што треба. И пак би ги спомнал тука секако британците со 800 годишна традиција, меѓутоа и колку што разбрав Швајцарија годинава одбележува 175 години од уставот на Швајцарската конфедерација. Така да не се нервираме многу, сепак сме млада демократија и овие се уште сме у детски период на некои работи. Меѓу другото, тоа што не сме го донаучиле е почитувањето на другите и уважување на политичкиот противник, ова што велеше и Петрит, особено меѓу партиите, особено пуште помалку уважување с противно мислење. И расправа за тоа. Со Катерина многу различни мислења имаме по многу прашања, особено за францускиот предлог и денес, но тоа не нас пречува да разговараме, да аргументираме и да се убедуваме што е, како е подобро и да дојдеме до најдоброто решение. И меѓу другото, лани кога бев против францускиот предлог, меѓу другите и такви разговори со неа, бев исто така меѓу првите што кажа јавно на телевизија дека и покрај тоа што не се согласувам со предлогот, треба да ги усвоиме уставните измени, за да не се кочиме самите. Сега нормално тоа треба и да го слушнат некои да го направат и да го прифатат, и треба многу разговори, ама ние уште на почетокот се поларизиравме и тоа беше главната грешка. А штета, бидејќи мислам дека владата и председателот многу добро почнаа во тоа време. И председателот Пендаровски рече, имаме нов предлог, подобар од прошлиот, дали е доволно добар, треба да разговараме. Владата отвори консултации, ама ги затвори после само 10 дена, за жал, иако мислам дека тој период требаше да се искористи и да се направи тој консензус кој се ни фали и очигледно не може да се реализира, бидејќи се вкопавме во опозициите, тоа се вкопаа партиите во опозициите. Се и тоа е за разбирање, така да кажам, бидејќи не е наш феномен локален, ова е глобален феномен и се повеќе станува од ситуацијата во Соединетите Американски држави и доаѓањето на Трамп на власт, употреба на поларизацијата и на зајакнување на разликите, толку со популизам или како ќе се нарече тоа, преку сите други актуелни прашања, и Русија и Украина, нели, што веројатно почна уште многу поодамна, кога Џорџ Буш кажа, ако не сте со нас, против нас сте, и сега мора
сите да се определуваме, ама гледаме како помени гласањето во Обединетите нации за прашањето Израел-Палестина. Значи не е дека е наш феномен овој, дека е. Меѓутоа, како се решава, за жал и глобално, една од ефектите на парламентарната демократија е дека после изборите победникот носи се. Односно, тој што има мало мнозинство, формира во целост влада и ја презема целата одговорност. Пак, веројатно, тука е добар примерот на Швајцарија, ќе ме поправи амбасадорката ако грешам, а колку што знам таму како што е распоредот во парламентот се пресликува и во владата. Значи и опозицијата има министри во владата у старт спрема пропорционално колку што добила гласови во оваквото, што обезбедува потребата за градење консензус и во владата, а не сега ние победивме, сега ние све ќе правиме. Зашто тоа ги вклучува и тие малцински што биле на изборите, ама се слуша и нивниот глас или е представен на некој начин. Да се префрлам на наше поле, на медиумите и на граѓанските организации, за жал мислам во ова растење и уште и медиумите не сме и граѓанските организации не сме дораснати во целост и не само што не сме отпорни на оваа поларизација и на туку често ја стимулираме. И не можам се уште на сите медиуми им кажувам постојано и уште не можам да разберам, например, зошто се пренесуваат безсмислените пресконференции на партии, така тотално поларизирачки и популистички, зошто уопште праќаат екипи на тие, или зошто во вестите ги пренесуваат безсмислените прессоопштенија кои единствена улога имаат само да ја нападнат другата партија, без оглед што е темата на денот. И тука еден колега ваш ќе го цитирам, бидејќи вообичаено во недела са бајле која станувам, прва порака на Фејсбук е од него и констатира дека сабота са бајле веќе има по 10 соопштенија и од ВМРО и од СДСМ, а уште не е ни 10 саат со бајле. Значи, една работа што може да се направи да се концентрираме на важните работи. Не мора се што ќе кажат партиите да најде место во медиумскиот простор и да тука малце бидеме по, така да речем, стрикни. Или ја разбирам дека поларизацијата е поттикнува и гледаност. Например, само вистина нели како најгледана емисија, ама таму веќе се гледа кога се расправаат некои деца без оглед што е расправата, само да има расправа и веројатно кој повеќе вика тој победува. Ама самите водители таму се губат во дебатата, односно губат контролата и што повеќе е изгубена контролата, поголема е гледаност. Наспроти тоа да самиот водител има улога на модератори да извлече нешто од таа дискусија, не да заврши на кавга меѓу двајца песни каква поента. И за жал тука да не ги испуштам и граѓанските организации кај сме ние криви или каде се некои од колегите криви. И кај нас за жал има нели поларизација некојаш и по партиска основа и некојаш е нормално ставот на некоја граѓанска организација да одговара со ставот на некоја партија. Ама не е нормално кога тој став ќе се смени и организацијата да го смени ставот, односно да се води од тоа што кажува една партија, а не што кажуваат аргументите и фактите. И наш најголем оружје во таа борба е конзистентност. Значи, ако критикуваме нешто додека една партија на власт, или ако браниме нешто што го промовира таа партија, тоа што треба истото тоа и која е друга партија на власт. Пошто често зборам за коридорите, значи не може некој што бил против, како се вика, кинеските автопати и ги критикувал жестоко, сега да молчи или да е за коридорите Бехтеленка. И обратно, тие што ги бранеле тогаш не може сега да ги напаѓаат овие решенија. Така да аргументацијата и конзистентноста ни е оружјето во рака. И да завршам, бидејќи веќе 10 минути говорам, тоа е по мене патот напред, да има издржана критика од нас и да биде конзистентна, значи да ако нешто сме критикувале на принципиална основа да продолжиме тоа да го правиме, а владата да реагира соодветно. Значи обично владите во првите година 2-3 од владењето се многу соработливи, многу слушаат, често и применуваат тоа што се кажеме, како тера понатаму владењето, таа соработка се помалку ја има и се помалку воопшто се слуша што кажуваат граѓанските организации, уште помалку
се применува. Така да чарето по мене е тоа да се и владата не го доживува граѓанскиот сектор како непријател, кој како што се случуваше изминатите 30 години, неминовно стануваме генерално непријатели на секоја влада кон крајот на владењето. Ама тоа е заради промената на односот на владата низ годините, односно веќе се помалку им одговараат критиките, односно граѓанските не се стануваат покритични, бидејќи тоа што се ветува не се испорачува или обратно се испорачуваат работи кои не се баш во духот на Европската унија и слично. Не би коментирал понатаму, веројатно во прашањата ќе можеме да дополниме. Благодарам.